Музеот на град Скопје е централно место прво на градот и постои веќе 54-та година како музеј. Ние славевме 50 годишнина и вработени има некаде од прилика 50 луѓе кои што се стручни луѓе. Тоест јас имам многу голема доверба во сите луѓе што работат. Има од стручен карактер и има луѓе кои што се способни за сите можни работи што се случуваат во музеот. Значи музеот е поделен на повеќе групи како музеј. Тоест оделенија. Оделенијата се прво почнуваме од археологија, значи археологијата. Па имаме етнологија, па имаме, јас сега нема поред да ви ги кажувам и тоа ги кажувам онака како што јас мислам. Па после имаме среден век, Рим, па среден век и така натаму. Тоа во археологијата и продолжуваат во оделенијата што ги имаат. Средниот век, па понатаму одиме до 19 век. Ви кажувам она што го имаме и како стална поставка, јас поставено некаде до 19 век. Значи од сите и современо сликарство. Значи имаме една стална поставка од предметите што ги чуваме што ги чувавме во нашите депоа и имаме изложбени простори. Тоа е еден од сегментите на музеот што организацијски работи овдека во оваа зграда, која зграда представува и споменик на културата од земјотрес. Од 1968 и 1969 година почнуваат да се одвиваат планирани систематски археолошки истражувања на археолошкиот локалитет Скупи, кои што се во надлежност и организација на Музеот на град Скопје, и овие планирани истражувачки работи траат до денес со мали прекини. Во овој период се истражувани поголем број од објектите на локалитетот Скупи и пред се во поголема мера се истражени Римскиот театар, потоа една христијанска базилика која што се датира кон крајот на 5-тиот и почетокот на 6-тиот век, цивилната базилика која што има функција на градско собрание на градот и која што може да се датира кон крајот на 3-тиот, почетокот на 4-тиот век, градската бања која што се датира во почетокот на 4-тиот век и веројатно со повеќе градежни фази кои што се тврдени и трае во текот на целиот 4-ти век. Една од главните комуникации на градот, тоа е улицата Кардо, која што се протека во правец север-југ, а исто така истражувано е и на повеќе
делови од некрополите на градот, пред се најповеќе на источната некропола, каде што до сега се истражени околу 700 гробови со биритуално погребување, значи инхумација и кремација од рано античкиот период, од првиот век па се некаде до 4-тиот век на нашата ера, а истражувано и на западната некропола, каде што се работи за еден сакрален комплекс кој што се датира во рано-римскиот период, во 2-тиот век на нашата ера, со интактно зачувани надгробни споменици и биритуално погребување со кремација и инхумација, и каде што исто така имаме една некропола од доцна античкиот период со скелетно погребување. Најголемиот акцент го сврти музеот и стручните лица што работат, археолози, етнолози, архитекти и така натаму. Во музеот го свртивме на локалитетите, тоест на истражувањата околу Скопје и во Скопје. Значи, еден од поважните моменти во нашето истражување е локалитетот Скупи, кој се наоѓа на оддалеченост од 5 километри од центарот на градот. Тоа е местноста Злокујќани. Урбанистичките почетоци на градот Скупи можат да се поврзат со доаѓањето на римските легии на ова подрачје, поточно легијата Пета Македонска и Четврта Скитска, кон крајот на првиот век пред нашата ера и првиот век од нашата ера. Но вистинските урбани почетоци на Скупи се лоцираат околу 15-та година од нашата ера, односно со формирањето на римската провинција Горна Мезија, на која што овој град и припаѓа. Вистински римски град, римска колонија, колонија Флавија Скупинорум, станува со назначувањето од страната на царот Домицијан 84-85 година, кој што припаѓа на династијата на Флавиевците, кога што го добива и највисокиот самоуправен ранг кој што еден римски град воопшто можел да го поседува, тоа е рангот на колонија. Значи во овој први век од формирањето на градот до крајот на првиот век и првата половина на вториот век може да се сместат и најголемите дострели, урбанистички дострели кои што градот и ќе ги постигне во овој ран период, во периодот на раното царство, кога што веројатно и представува важен урбанистички, административен, економски, трговски и верски центар на подрачјето на Централниот Балкан. Како што рековме, бидејќи неговите почетоци се поврзани со доаѓањето на римските легии, според формата, фортификацијските елементи и други некои елементи во урбанистичката шема на самиот град, може да постои една предпоставка, верување, дека градот на почетокот бил формиран како римски логор за сместување на некоја од спомнатите легии, но за жал до денес археолошки материјални докази за ова хипотеза се уште нема. Се надеваме дека со понатамошните истражувачки работи ќе се потврди и ова предпоставка како и многу други досега. Организациона поставеност на музеот имаме одел за археологија. Во рамките на тој одел се поделени области во археолошка смисла на праисторија, антика и среден век.
Јас конкретно работам во истражување на неолитска населба Говорлево, која се наоѓа на 15 км југоисточно од Скопје и представува еден многу интересен и многу значајан за наука локалитет, бидејќи на него сме установиле да во времето оквирно 6000 години пред наша ера се настанил тој неолитски човек, изградил населба, она во период, значи, од 6000 години па се движејќи кон нова ера, живее околу 3000 години. Во тој период се случуваат поедини или разни промени, доаѓа до случајно или нарочно опожарување на населби и поново градење. Значи, ко она приказна што се сретнува во легенди, птица Феникс, значи се спали, а од пепелот пак изникнува населба. Тоест, тако да кажеме сликовито, да речеме, се случувала и развој и движење на таа населба. Со наоди кои располагаме во овие наши истражувања, влегуваме во антологија на светска археологија, бидејќи тие наоди као што е мајка, прародителка или магна матер, како се стручно кажува, за прв пат во такво облик е најдена на наши простори, поготово во Скопско. Потоа имаме исклучителен наод кој се малце да се и нарече милениумски, бидејќи го откривме 2000 година и тој, пака ga популарно нарековме Адам, уствари представува машко торзо на кој е пренесена мисла за човешка духовна димензија. Понатака имаме наоди као што е портрет на човек, такој за прв пат тако индивидуално предаден, значи со конкретни карактеристики на определен човек, што историја на уметност до сега во светски размер не е забележила. Имаме исто така поедини наоди кои на себе имаат внесени определени идеограми, значи носат во себе семантика и понатамошна истражување се покажат за што се работи. Од тамо и негово значење во, значи, нагласувам, во светски размер, не наши балкански или европски, него светски размер, бидејќи во своја структура напластени се елементи кои укажуваат за цел развој на неолитски човек. Од тука наоѓаме за потребно да прошириме наша истражувања и да се повржеме во светски рамки на светска археологија. Историското деление е поделено на неколку периоди. Најстар е периодот од 6 век до 1914 година. Тој го опфаќа периодот од доаѓањето на словените, од нивното заземање на Скопје во 695 година, потоа провеува низ неколку векови за кои што имаме можна малку материјал, се до времето на Самуиловото владење, кога градот Скопје влегува во составот на Самуиловото царство. Подоцна доаѓа времето кога Скопје многу често ги менува своите господари. Тоа е периодот од 10-тиот па некаде
до 14-тиот век, тоа е период кога тука владеат бугарите, потоа еден мал период доаѓаат србите, потоа доаѓаат норманите во времето на крстоносните походи и Скопје често го минува господарот, се до крајот на 14-тиот век кога Скопје потпаѓа под српска власт и еден век е под владењето на србите, се до 1392 година кога Скопје потпаѓа под власта на османлиите и под нивна власт останува цели 5 века, се до 1912-13 година до периодот на Балканските војни. Вториот период кој што се обработува во историското деление е периодот од Првата светска војна, заклучно до почетокот на Втората светска војна. Во овој период е офатено времето кога Скопје влегува во составот на Вардарската бановина и потпаѓа под српска власт се до 1941 година, до почетокот на Првата светска војна, кога во Скопје доаѓаат бугарските окупатори и го држат градот 4 години, до 13 ноември 1944 година, кога Скопје е ослободено. Всушност, од 1945 година па до денес е третиот период кој што се обработува во историското оделение. Тоа е периодот на социјалистичката изградба на градот, посебно се обработува периодот за Скопскиот земјотрес и периодот после земјотресот. Се интензивирани истражувачките работи кај што во Таор, кај што е роден Јустинијан Прима, и дека имаме големи сознанија од истражувањата за големи палати. Таму работи една голема екипа. Прв пат од кога Јустинијан го изградил градот и како се сушил така натаму. Прв пат од прекланска година направивме сонди, ланска година прв пат некој да истражува на тој регион. И работите многу добро течат. Мислам дека тука е клучот на сите загонетки за Јустинијан, сите приказни, и дека тука ќе се открива на правото што би требало да представува Јустинијана Прима и така натаму, каде е Јустинијан Прима. И сето тоа затоа што тоа се работи за една голема акропола. И дека стварно е тука еден голем клjuč на македонската правна држава. Јас тоа го тврдам зашто по она што е истражено досега, мислам дека дека се работи за монументални градби. Јас конкретно работам на христијанската ликовна уметност, која се однесува на христијанските споменици во градот Скопје и неговата околина. Во врска со тоа, во музеот на град Скопје се обработуваат движни и недвижни споменици кои се однесуваат на христијанската уметност. Подготвена е документација за над 30 црковни споменици од градот Скопје и неговата околина од периодот од 12 до почетокот на 20 век, која е потврдена со
архитектонска и фотодокументација. Освен тоа, ние работиме и со недвижни споменици. Фондот во Музеот на град Скопје од тие споменици ги сочинуваат една збирка од крстови. Потоа, тоа се религиозни предмети. Имаме и доста профани предмети, меѓу кои голем број од прстени, кои исто така се со христијански мотиви. Меѓу нив карактеристични се и столоватите прстени. Потоа имаме една добра, убава збирка од икони. Таа брои негде 42 икони, фреско копии кои го карактеризираат најубавиот живопис од скопските цркви. Имаме доста профани предмети, меѓу кои се карактеристични сликаната трпезна керамика, карактеристична за крајот на 12-тиот и почетокот на 13-тиот век, најдена на локалитетот Кале во Скопје и на локалитетот Цунча Водно. Културното наследство, создадено во османлискиот период, во Музеот на град Скопје се обработува преку 3 целини. Во првата целина припаѓаат спомениците на културата, профаните и сакралните објекти кои до ден денес се уште се зачувани. Тоа се неколку од познатите сакрални објекти, како што се Султан Муратовата џамија, Аладжа џамија, Иса Бегова и останатите. Втората целина ја сочинува богатиот нумизматички збирен фонд, кој брои над 400 примероци, монети создадени пред се во монетарниците во Македонија, како што се Скопската, Кратовската и Охридската, како и многобројните монетарници низ Османлиската империја, почнувајќи од Централната Цариградската, потоа Каирската и уште многу други. Третата целина ја сочинуваат епиграфските споменици. Тоа се прекрасни примероци зачувани од стари објекти, како што се покрај јавни чешми. Тука спаѓа и надписната плоча од Фаик Пашината џамија, потоа Ислаханата и уште многу други. Музеот на град Скопје оваа година завршува проект кој беше насловен Градот Скопје и формирање на граѓанска класа од периодот 1918-1941 година од етнолошки аспект. Овој проект беше работен неколку години и од проектот произлегува монографија која ќе биде насловена Животот во градот Скопје 1918-1941 година. Презентацијата на монографијата ќе биде со придружна изложба на која ќе бидат представени музејски експонати од овој период. Исто така во склоп на овој проект ќе биде и представена мултимедијално и издавање на CD-ROM на истата тема. Проектот го работат кустосите од етнолошкото оделение, а авторите се виш кустос Ала Качева, кустос етнолог Татјана Георгиевска и кустос етнолог Славица Христова. Проектот содржи околу 400 страни текст плюс 500 фотографии кои сведочат за овој период. За реализација на овој проект беше вршена научно-истражувачка работа во архивите на градот Скопје, во архивот на Македонија, во библиотеката Народна универзитетска, како и библиотеките при музеите во градот Скопје.
Целиот овој собран материјал беше подкрепен со архивски материјал и фотографии од старите скопски фамилии. За реализација на овој проект овозможи и соработката со старите скопски фамилии кои несебично ги дадоа податоците и своите сведочења за градот Скопје од овој период и фотографии кои беа преснимени, значи од лични архиви кои ќе бидат првпат презентирани на пошироката културна јавност. Етнолошкото оделение при Музеот на град Скопје брои 5 членови, односно 5 кустоси и левиши кустоси, кои се задолжени за околу 5000 предмети, кои се во собственост на музеот и самото оделение ги собира, документира, евидентира со крајна цел изложување на тие предмети. Сите овие предмети тематски и по самиот материјал по кој се изработени се поделени на неколку збирки. Тоа се збирките на предмети народна носија, понатаму градска облека, како и текстилна покукнина. Покукнинскиот материјал е поделен на збирка покукнина од метал, покукнина од стакло, порцелан, керамика, како и предмети од дрво, кои го содржи, таа збирка го содржи и мебелот од градските куќи. За сите овие предмети, како што реков, значи се задолжени поодделно 5 кустоси вработени во Музеот на град Скопје. И повремено се организираат изложби на кои се презентираат овие предмети на музејската јавност. Оделението покрај музејската работа, односно одговорноста за овие предмети, работи на научно-истражувачки проекти кои се финансирани од Министерството за култура на Република Македонија, кои научно-истражувачки проекти содржат теренски истражувања, понатаму истражувања по архиви, библиотеки и слични фондови, на крај со различни методи, како компаративно, кабинетски и слично, доаѓа до крајниот резултат, односно објавување на различни статии во стручни списанија, книги, монографии и слично. Веќе подолго време етнолошко одделение на Музеј на град Скопје работи над една интересна тема до Македонија во странските колекции. И во просториите на Музејот на град Скопје имаме веќе изложби, така што имаме опит во таа работа и се нафатилме со една интересна тема што сакаме да ја презентираме на македонската јавност во поширока смисла, тоест на целата етничка Македонија, на македонците во Австралија, во Америка, Канада и така натаму. И да поттикнеме интерес, можеби после нашата изложба што ќе ја планираме другата година, и се јават и други македонци што однесе македонско богатство, македонско благо во другите земји на светот. Станува збор сега за една колекција на Стефан Верковиќ, што по воља добра или зла судбина била однесена во Русија уште во средина на 19 век. Значи станува збор за предмети што имат возраст од средина на 19 век, значи 150 години, а најверојатно и 200 години, бидејќи никош етнографи не собирате етнолози предмети помлади од 30-40 години. Тоа ќе биде сенсација за македонската јавност, а и за голема гордост на нашиот музеј, бидејќи толку години постоја збирка на Верковиќ во Санкт-Петербургски етнографски музеј, а до сега некои научници работели таа тема, а никој не е донел таа збирка во Македонија, за да биде представена пред македонскиот, скопскиот гледача, можеби и на соседните држави.
Замислете сега некој ова на Скопје, да речеме, па 90% не го знаат Скопје. Треба да го анимираме, значи, не само Скопје, еве и Тавор, ви викам, и сите овие други наши, не само овие локалитети, него имаме и културни манастири, имаме значени манастири, нерези и така натаму и така натаму.